Вие сте со програмата на КТВ, следуваат вести. Премиерот Христијан Мицковски и британскиот амбасадор Метју Лосан денеска на заедничка пресконференција го најавија постигнувањето согласно за заеднички договор за стратешко партнерство помеѓу Македонија и Обединетото кралство, кој беше усогласен вчера во Тирана. Мицковски рече дека овој договор представува голем неповратен чекор напред и архитектура за иднината, потенцирајќи ги заедничките вредности како слобода, демократија и владење на правото. Според премиерот, партнерството ќе отвори врата за највисоко ниво на соработка во одбраната, борбата против организираниот криминал и нелегалните финансии, образованието, здравството, културата, младинските политики и економскиот развој. Со овој документ, двете влади испраќаат силна порака дека интересите на граѓаните се најважни, рече Мицковски и појасни дека следува инвестицијски циклус од 5 милијарди фунти. Во понеделник со почеток во 11 часот, Советот на општина Кавадарци ќе одржи редовната 56-та седница. На улица Дисанска во Кавадарци несовесен граѓанин историл различен вид на отпад, од хартија, пластика па се до опасен отпад кој ја загрозува животната средина. Вчера увид во состојбата извршија градоначалникот Митко Јанчев заедно со инспекцијските служби од локалната самоуправа, како и припадници од ОВР Кавадарци. По брзата реакција, сторителот е пронајден и е задолжен во најбрз рок да ја исчисти оваа дива депонија. За понатамошно делување, согласно Законот за животна средина, случајот ќе го води Инспекторатот за животна средина, информира од локалната самоуправа. Како дел од програмата за противпожарна обука на тимот од територијалната противпожарна единица Кавадарци, која е на обука во Марибор, Словенија, продолжија работни активности на тема Работа во лавиринт, вежба која е една од клучните вежби за проверка на психофизичката состојба на пожарникарите, како и важноста за тимската работа, информираат од територијалната противпожарна единица Кавадарци. На 22 мај во Неготино ќе се спроведе акција за собирање стара облека и текстилен базар. Ќе бидат поставени специјални контејнери од страна на компанијата Екотекс, каде што сите граѓани ќе може да донираат облека и текстил. На самото место представници од Евангелистичката црква ќе извршат селекција. Облеката што може да се носи ќе биде донирана, а остатокот ќе се одвои за рециклирање. Акцијата се организира во соработка со Општина Неготино, Екотекс Груп, младинската организација Креактив, а во рамките на проектот Регионално партнерство за подобро спроведување на зелената агенда на локално ниво. Времето утре, наутро ведро и свежо, преку ден сончево со мала до умерена облачност, ќе дува слаб до умерен наместа во западните делови, повремено засилен ветер од западен правец, температурата ќе се движи во интервал од 5 до 26 степени. Во наредните денови ќе биде топло, понеделник со пониски утрински температури, дневните ќе бидат во пораст. Следната седмица во попладневните часови ќе има и локална појава на нестабилност со пороен дожд и грмежи. Емитувавме вести, имајте пријатни мигови со нашата програма.